Сега ќе одиш во локалот на Алпер, ќе дознаеш што зборуваат Хакан и Појрас и после ќе дојдеш да ми кажеш, хазирам добро? душо да не доби удар во главата? Каде додам, што да дознам? Навистина ништо не те разбирам. Хакан ти велам, Хакан. Човекот кој се здружи со господин Тојгун и ме направи будала, се сеќаваш? Се сеќаваш човекот кој ме присили да го уништам Појрас, ете тој? Малку се сеќавам. Добро, ете тој сега е на островот. Дури и во овој миг е со Појрас. Дури и во овој миг има шанси да му каже твојата ортачка е шпиунка. Ете така, Бириджик. Види, само немој веќе да прашуваш ништо, бидејќи и јас не знам. Човекот буквално како дух се појави неочекувано и знаеш што? Тој Подол бил близок другар на Појрас. Ете тој Подол. Подол. А кој е Подол? Никој не е Подол, Ѓоркем, само сонуваш. Ајде, оди да легнеш, спи. Рече ки ти кажам нешто. Двајцата отидоа во локалот на Алпер. Ајде, моја Бириджик, те молам, оди види каква е ситуацијата. Види што зборуваат, а потоа види каква реакција ќе има Појрас. Сакам да знам. Добро, но каква реакција очекуваш? И онака велиш дека човекот е бесен, нервозен и одвратен. Значи сигурно ќе збесне кога ќе го слушне тоа. Може би Хакан нема да му каже? Да, може би нема да му каже. Значи, ако му каже, ќе се открие и неговата подмолност, нели? Тој за да ја чува неговата тајна, мора да ја чува и мојата. Нели е така? Не е можно? Можно е. Да, можно е. Ти јави му се на Хакан. Кажи му, ако ми издадеш мене, и самиот ќе си издадеш. Уцени го. Пред Појрас ли, Бириджик, не може. Јас пред Појрас се однесував како да не го познавам Хакан. Ако сега му се јавам на Хакан додека е со него, ќе се открие дека лажев. Затоа најдобро е ти да одиш да видиш како е ситуацијата. Во ред, ајде моја Бириджик, те молам. Ајде, те молам. Добро. Само ајде. да се облечам. Добро. Не може, ти и вака си многу поубава од мене, ајде. Добро вечер. Не ме фаќа сон, па си реков да пијам нешто во локал со ваков убав поглед. Реков, може би некој ќе ми прави друштво. Берк, собери ги столиците, синко. Затвораме. Ме искара. Појрас ли? Не, Алпер. Рече, затварам и го зеде столчето како да ме удира по глава. Сега Алпер ли е наша тема? Да, за мене. Толку ли лошо изгледам без шминка. До вчера детето беше љубезно и сладко. Бириджик, ке може да ми раскажеш за Појрас, те молам? Дали му кажа на Хакан, нервозен ли е, што ти вели в натрешниот глас, зборувај? Ги немаше нив. Како тоа ги немаше? Не беа тамо. Тоа е добар знак. Да беше тамо Појрас, ке го растуреше локалот. Не. Да му кажеше, неговото лице ќе добиеше студен израз како камен и ќе си одеше без ништо да каже. Ова е тишина пред бура. Што ќе правам, Бириджика? Камо да можам да си го спакувам куферот и да си одам од овој остров, ама не можам да одам. Морам да останам овде за да го исплатам долгот на мајка ми. Појрас сакала или не, јас морам да ја надоместам штетата што му ја направив. Утре доаѓаат Ейлул и Адар. Ние мораме да организираме голема вереничка забава, ама ние кога сме нормални не можеме да соработуваме со Појрас. Ова ако се открие навистина, не можам да дишам. Ми се чини дека срцето ќе ми излезе од устата. Бириджик, не знам, не можам. Добро. Дојди внатре да ти направам кафе. Не, ти оди одмори се и онака многу те изморив. Ајде, одмори се. Во ред. Се гледаме.
Нели ти го познаваше поира само оддалеку, вие сте биле блиски другари. А јас пак се прашував кога ќе ми се јавиш. Зарем немаше грижа на совеста кога му нанесе зло? Ти изгледа многу имаше. Едно нешто ме интересира, Хазиран. Дали ќе го отвориш хотелот за да заработиш пари или сакаш да ја исчистиш совеста кон Појрас? Ти и твојот газда ме излажавте. Тој ни е газда на двајцата. Те молам да видиме дали и господин Тојгун ќе даде иста реакција како што даде Појрас. Како прво заборави го Токио, а Појрас нема да дозволи да живееш на островот. Ама му кажа, нели? Ха? Што рече? Изгледа не си се запознала со бесот на Појрас, нели? Не ни знаеш што може да направи. Само да ти кажам дека тој е многу страшен човек. Така може да те повреди. Никогаш нема да оздравиш. Садик? Јас се уште не слушнав дека Хазиран мора да се одсели од таа куќа. Ти не ги почитуваш моите молби? Ама се колнам, Господ, се колнам дека отидов да ја оцелам Хазиран, ама дојде Појрас и ми рече Хазиран тука ќе остане. И јас што да правам, замолчив. Така ти рече. Па ете, не можеш да му се противиш на Појрас, знаеш и ти. Се однесував како да не се познаваме со Хакан. Ова ми е последната лага. Знам дека направив страшно нешто. Викај колку сакаш, навреди ме. Јас тоа го заслужувам. Дури не ме гледај во лице и тоа го заслужувам. Ама мораш да ме трпиш уште неколку месеци, бидејќи ни требаат парите што ќе ги заработиме од хотелот. Инаку не би можела да те гледам секој ден, знаејќи дека ме мразиш. Не го заборавај тоа, Појрас. Не може вака. Ајде, исклучи се. Појрас, душо, добро утро, добро утро. Како си, Појрас, дали си добар, арен ли си? Чекај, денеска на која нога стана, на лева или на десна да погодам? Што сакаш, Садик? Што ќе сакам јас? Па јас само сакам ти да си ми здрав и жив, што друго можам да сакам. Имам една мала молба, само една маличка молба, те молам. Добро, тоа ми беше јасно. Зборувај, ама немој да претеруваш. И онакаде не сум многу нерасположен. Не грижи се, не. Значи, нели вака твојата фабрика е затворена? Да ми го дадеш клучото таму да однесам неколку туристи, да ги прочетам онака низ фабриката, само толку. Ова беше само предлог. Садик, мојата фабрика ќе продолжи со работа. Јас ќе продолжам со работа во неа. И за инет на тие хотелиери, нивните луѓе, фабриката ќе работи. Ме разбра? Дали ме разбра? Разбрав? Како може да не разберам? Разбрав секако, да. Дали ќе одиш до град? Мислам, ќе кажев ако одиш до град да ме земеш и мене, ако можеш да ме префрлиш, а? Ало? Да, јас сум повелете. Одобрен е кредитот?
Во ред, денес ке дојдам и се ке средам. Ова да ве прашам нешто. Поира Создјур, човекот со кого аплициравме. Дали треба и тој да дојде? Значи мора, секако. Во ред. Во ред, ви благодарам. Пријатно. Деновите ми минуваат во расправи со вас, а сега почнувате во сон да ми влегувате. Ох, колку убаво! Синоќа зборувавте нешто тајно. Останатото го нема, не се сеќавам. И немој да се сеќаваш. И знаеш што, Ѓуркем? Има една страшна вест за ревијата на Зейнеп. Ја читам. Не ја читајте, молам, во ред, молчи. Или тај. Не ја читај, немој, се премислив. Не можам сега на гладен стомак. Ако сакаш ке правиме тост. Добро, а за вечера ќе ставиме сирење во парче леб. А тука сме во природа. Мора да има избор, мора да биде органски, нели? Нека биде. Ама, за жал на островот нема такво место па да купиме. Како нема? Нема такво место? Има? Почекај. Селма? Наполни ја трпезата, доаѓаме да има и чај за половина час сме таму и да не губиме време. Ѓоркем, барем да ја замолеше жената. Единствената мотивација на жената е да чека гости. Ние всушност ти правиме услуга. Зейнеп. Кукло, токму сега... Го прочита скандалот на интернет. Очите се ги жалам, што има за читање. Демоде велат за моите креации. Гледај, смешни, нискоквалитетни, штета за материјалот. Па, не до толку. Тие се луѓе што не знаат ни марамче да сошијат, Зейнеп. Не ги слушај нив, кукло. Долгот ми е над глава, мојот најдобар другар и керка ми ме напуштија, се уживаат по грчките острови и сега овој надпис. Што е ова? Ау, какво уживање, жити Господ, немој така. Не, девојчето работи турбо. Жими се, фала му на Господ. Ај, остави жити Господ. Со нејзин извештај или ќе се отплати долгот? Не можам сега да се расправам со извршители. Одлучив. Ќе ја продадам куќата. Нехир, черко. Ѓорке ми бириджик ќе дојдат. Сега да замесам тесто, ќе ми треба време. Нехир. Јазикот го прободе. Не, мама, гледав како ми стои. Отвори ја устата, отвори да видам. Ај, нехер, ќе добијам инфаркт од тебе, притисокот ми се покачи. Зошто, ма? Убаво ми стоеше. Се претвори во сито, ќерко. Да пиеш вода ќе ти протече низ телото, доста. Мама, многу си старомодна. Јас не сум старомодна. Тада бириджик и тој ли ќе дојдат? Бириджик и тој ќе дојдат, да. Не знам што попрво да правам. Ќе печам пиперки, ти брзо оди и купи кори. Ајде, немаме многу време. Ајде, мајкино, ајде. Сега сме тука на бунарот на љубовта. И што ќе правиме? Ќе фрлиме паричка во него. Ама фрлената паричка, ако падне надвор од бунарот, што ќе биде? Ќе си ја најдеме љубовта. Ама ако падне во него, ќе останеме дома сами. Дали го виде Појрас? Да, го видов. Дали беше нервозен? Како? Јас само му предложив, значи ништо не реков. Каков предлог? Ке се каам што те прашав, нели? Заборави го ова прашање. Според тебе како изгледаше? Дали од нервоза рацете ги држеше вака како тупаници и дали имаше страшен израз? И имаше, да. Ама како и секогаш, нормално за Појрас. Во ред, благодарам. Нема на што. Хазиран?
Биди... Преска бев дома кај тебе. Рано си излегла утрово. Нели заедно ке дојдевме по кредитот? Ортак. Како мислиш? Затоа ли дојде кај мене, за да дојдеме заедно за кредитот само толку? Само толку, така? Да. Имаш ли нешто друго да ми кажеш? Друго нешто. Има некои ситни проблеми со поправките, ама ќе разговараме, не е итно. Ке зборуваме, секако ке зборуваме за проблемите околу поправките, сите ке ги средиме. Немаш представа колку ми олесна сега. Значи... Ова значи... се плашев дека нема да ни одобрат кредит, значи ми беше страв во последен миг да не ни откажат, ете тоа. Веќе нема потреба да се плашиш, опушти се. Ти утрово не беше ни да трчаш. Јас ова... Знаеш, понекогаш те гледав рано наутро, затоа те прашувам. И јас те гледав тебе. Ете, како пливаш. Ке ми дозволите малку? Секако, простете ми ве молам, сум застанала на патот. Ај, мандарините ви паѓаат. Момент, немојте вие, не се мачете, јас ке ги соберам. Повелете. И овде има, и онде има. Еве, земете ги. Нема на што, со лесно. Денеска си многу добро намерна. Бидејќи сум многу среќна. Гледај, колку е убав денот, нели? Да влеземе? Да влеземе. Дојдовме заради кредитот. Кога рековте ќе дојдеме за половина час, ги направив од готови кори. Простете ми, може? Само те молам да не се повтори. Не превртувај со очите, мала. Готика сака ѓозлеме. Се е многу вкусно, рацете да ви се позлатат, преубави се. На здравие, черко. Зошто не дојде и Хазиран? Та има премногу маки. Што се случи? Ништо. Ете хотелот, ортачка работа. Хазиран ќе се уништи ако и пропадне планот. Ја молев, бога ми ја молев. Доста, реков, чекај уште малку. Чекаја Хазиран, но запнала да ја продаде. Кој продава? Што продава? Еден познаник од Истанбул. А да ја кажеме ли на Хазиран? Да не има после тепачки. Со кого? Доста. Жити Господ, или ти отворено зборувај, или вие мајка и ќерка не стоите тука како паразити, ве молам. Има еден проблем со Зенеп. Добро. Нехер дојди, черко, ние да донесеме чај. А вие зборувајте насамо во ред. Ајде, дојди. Колку љубезна жена. Не зборувај. Зейнеп го собрала сиот вештарски потенцијал во семејството. Дали да кажеме дека Хазиран многу се труди да ја спаси куќата? Може би ќе се откаже да ја продаде. Душо, Хазиран ме заколна. Не смееме да ја кажеме дека сме на остров. Во ред, ама што ќе биде ако се продаде куќата додека девојката тука се мачи? Треба нешто да направиме. Толку брзо ли се продава куќа, жити Господ? За- Ништо не знаете. Слушај, ќе зборувам со Зейнеп, добро? Ќе ја убедам на некој начин. А ти и покрај се не и кажувај на Хазиран да не се караат мајка и ќерка. Добро. Ќе видиме. Нешто фали на трпезава. Мама, вака ли ќе стоиме овде? Чекај 2 минути, черко, па што? Да седиме до нив и да ги слушаме што зборуваат? Тета ли ќе продавала нешто? Не знам. Кој знае во каква криза е. Да, Хазиран рече привремена криза. Ете не била привремена, гледаш? Хубава черко моја. Кој знае каков товар носи на тие мали рамења. Нехир, слушај ваму. Немој нешто да си кажала на Хазиран па да ја навредиш, добро? Не би направила такво нешто. Ајде се оди во салонот. Викај, мамо, дали треба леп, нека слушна дека доаѓаме. Нешто фали на трпезава, ама не знам што. Што фалело? Што може да фали? Рацете да ти се позлата, тетка Неджла, многу е убаво. Гледај колку се убави.
Бога ми, не можам да издржам, ќе го купам ова. Тетка Нечла, да те прашам нешто. Ти имаш еден внук, дали се пресели овде, Бога ми, татко ми веќе се лути? Зашто на изборите не гласа во родниот град, само го спомнува. Ке дојде. Добро, јас ќе го подсетам. Тогаш со лесно, пријатно. Ај, одвратно е. Да, жената им нема вкус и интелигенцијата за трговија е нула. Се продава ли беретка среде лето? Дали е така да зборуваш за гласачите на татко ти, Идил? Како сум зборувала? Ајде, те слушнав. Погрешно си слушнал. Ја сакам тетка Неджла и ја почитувам. Едно нешто ме интересира. Дали ова твое лицемерие е за политичката кариера на татко ти или сакаш цел остров да те сака? За мене не е проблем да бидам сакана, фала му на Бога. Јас мислам дека е, ама ти не си свесна за тоа. Не благодарам на здравје. Јас ќе земам малку. Кога се враќаш, Хакан? Уште некое време ќе бидам овде. Ми годи воздухот на островот. Колку убаво. Така е. Се гледаме дојго. Се гледаме. Идил, нели нема да го сакаш Хакан дури и да се преврти светот наопаку? Нели? Нема да го сакам. Значи, ако го сака некоја друга, нема да се лутиш, нели? Само онека прашав, душо. Хотелот е на оваа страна, каде одиш? Прво треба да славиме. Какво славење, прво да зборуваме за трошоците? Ке зборуваме, ке видиме, ама ке го правиме тоа додека пиеме кафе, ајде. Јасно е. Нема да одиме на работа без да славиме. Ајде. Поздрав. Поздрав. Изгледа сме весели. Да. Го подигнавме кредитот за хотелот, од сега ние со Појрас имаме заедничка сметка. Ти си прв човек кој вели ние со Појрас. Чудна работа. Турско кафе? Може? Може. Да не заборавам, на другарката што ќе прави веритба кај нас си кажав дека правиш само традиционални рецепти и кажав, ама како би било да промениш нешто околу тоа, а? Што велиш? Што да променам? Што да промениш? Вака, да промениш, например, твоите сладки, убави и превкусни колачи, во нив да ставиш малку бел крем, некое шарено бомбонче, ете нешто слично. Не може, не го менувам рецептот, извини. Тогаш, може ли на вереничката торта да ставиш некои украси или фигури кои личат на нив? Те молам, ајде. Те молам, само тоа направи го, ајде те молам. Добро. Во ред, договорено. Тогаш ќе ти испратам нивна фотографија, во ред. Штом ова го средив, сега можам да го избришам од агендата. Нели хотелот е многу важен за тебе? Да, Ќе успееме. Не се плаши. веќе не се плашам. А во мојот Ако сакаш, таблет... можеме тука да зборуваме, ако сакаш. Во ред. Сте се расприкажале, ама кафето ви од мене. Не, Нема потреба. нема потреба. Има. Ова, ги носиш бројките што ги кажаа мајсторите? Не ги носам, ама сите ги знам на памет. Значи, велиш како слон сум, не заборавам. Значи, не велам дека сум како слон. Твојот другар што дојде с ношти, Хакан, тој навистина ти е другар? Да, другар ми. Во добри односи сте? Зошто прашуваш? Онака, Детството заедно ни помина со Хакан. Добар човек е. како да не. Значи, велам, мене не ми изгледаше така тоа. Не, си излажала. Долго време го познавам Хакан. Никогаш нема направено грешка. Тој синоќа рече ке ти каже нешто важно. Не. Мајка му ја остава сама, затоа е малку загрижен. Само толку. Само за тоа зборувавте, така? Не, малку се загрижив. Мислев дека нешто се случило. Тоа е.
Треба да одам на молитва кај тетка Рефика. Бев на погребот на сестра и, ако не одам сега ќе ме Иди, зборуваат. гледај малку лево. О, добро утро. Како е? Добро. Ете, мене ме знаеш. Трчам по сите работи на островот, во движење сум. Кои се тие работи сега? Стариот објект на општината го претвори во библиотека. Од четврток е отворањето. А, честитки. Благодарам. Направив коридор од книгите што ги донираше. Дури попат и реков на Дујгу, тој коридор може да се поирас. Да, токму така рече. Ти донираше книги? Не, само 2-3. Како само 2-3. Донираше толку многу книги што направив коридор. Идил, во ред. Не мора појраз да се вика библиотеката, значи нема потреба. Ете, поирас. Никогаш не сака да се знае за неговите добри дела. Ти не го познаваш и секако дека не знаеш. А на мајстор Али ќе му дадеме 6000 лири. Да го запишеме. Да го запишеме. И треба да разговараме со мајстор Али околу осветлувањето на дворот, значи... Јас ќе го средам тоа, ќе разговарам. Во ред, значи на веридбата на една моја другарка падна лустерот од плафон и се распарчи, за среќа немаше никој на бината, тогаш дојде матичарот и никој не настрада, значи осветлувањето е важно. Нека ви е солесно. И тебе. Ги сакаш книгите? Не сакаш да се знае за твоите добри дела? Секој ден дознавам нешто ново за тебе. А ти? Јас? А ти сакаш да ја занемариш работата. Хајде. Во ред? Што си? Како што се случи Дујгу? Како што се случи? Заедно работат. Треба ли да се додаде некој друго значење? Смирено, Идил, јас сум ти пријателка. Навистина сите се обидуваат да ме испровоцираат. Не поирас. И рекол на Хазиран да остане овде, не имало нешто меѓу нив, што може да има. Не реков дека може да има нешто. Запамети го ова. Ќе се затвори тој хотел, таа девојка ќе си оди од островот. А дали е готова собата во која ќе спијате и Лулијадар по веридбата? Тој твој неподнослив другар што го имаш. Тој рече ќе средал се. Ѓоркем. Да, тој малку е неподнослив. Ама тука има грешка. Тука има грешка, бидејќи ми рече 1200, а си запишала 1500. Не, ама на фактурата пишува 1500, ете Не, и овде види. е така. Ова... Реков лустер. Треба да го смениме лустерот од рецепција. Треба да најдеме нешто помодерно за таму, а? Што велиш? Нема потреба да го менуваме лустер. Од рецепцијата има лустер. Имала пред 100 години. Сега таму виси една старудија. Јас ќе го поправам. Не можеш. Освен тоа, за во дворот треба да купиме и хот-таб со поглед кон морето, ќе ја поддржува луксузната перцепција на хотелот. Не се менува лустерот од рецепцијата, а потреба од хот-таб. Нема потреба, не се менува, готово, заврши. Алиосџур си го кажа своето, пардон, поирас или Алиосџур? така. Денес сум многу весела и нема да си го упропастам денот, расправајќи се со тебе во ред, ајде да најдеме средина. И јас велам, нема потреба да се расправаме. Ти го покажав правиот пат. Велам средина, јас ќе направам чекор кон тебе, ти ќе направиш чекор кон мене и ќе се најдеме во средина. Зошто да се откажам и да скршнем од патот за кој знам дека е прав пат? Зошто си ваков? Добро, види, во ред договорено, во ред застани, не оди така, се откажав од лустерот. Зошто не го викнавме единственото такси? А зошто? Ке се преправаме дека е случајно, Ѓорке. Сигурно се кае што сношта имаше таков однос кон мене. Сака да се извини, ама не може да ме најде за да се извини. Сега му давам прилика. Ти си ноќа како буф си дошла овде?
Така ми текна и дојдов, а ти не прашувај. Во ред не гледај, тој прв да не види. Не гледам. Ѓорке, оди по полека. Доста, Ѓорке, не сакам, ама колку пати треба да ти го кажам тоа? Не сакам! Боже, велам не сакам! И ти си овде? Ова ми е локалот. Ај, да, се карав со Ѓорке и малку се занесов. Ноќе го затвараш локалот, а наутро многу рано го отвараш. Сигурно е многу напорно. Навикнат сум. Човеков те пресече со јазик, со погледот те одби, а со односот те навреди. Те помодри. Бога ми, срцето ќе ми се распарчи. Јас сигурна сум дека му се допаѓав, убедена сум во тоа. Мајкино, твоето срце се закочило. Ајде да одиме. Застани малку, застани. Ајде сега. Што? Пијанистите се јавуваат. Човекот е мизантропа, Хазиран ништо не знае. Одиме во хотелот. Дојди со мене, оди. Оди, ма. Појраз, одам да ги земам Елул и Адар. Ако стигнат фенерите, додека ме нема, контролирај ги. Појраз. Да не нарача нешто друго? Не. Како така пијано си нарачал? Јас. И јас не нарачав, дури не знам да свирам. Тогаш од каде е сега ова? Господа, изгледа е грешка. Немојте да го си минјате. Ова нели е заливот Мимоза? Добро, да, точно е, но ние не нарачавме пијано. Разбирам, но адресата е точна. Ме слушаш ли, пријателе? Велам, ние не нарачавме пијано. Нарачавме. Ете ова е нарачката. Знаете, господа, го ставаме пред рецепција, нема потреба да ве подсетувам. Ние не го носиме пакетот. На крајот на криштата, уметноста се прави со ова, нели? Ѓоркем, што правиш? Джез клуп ли ке отвориме, што ке ни е пијано? И ние дома имаме. Никој не знае да свири, ама ја знаеш, мајка ми, сака да го има. Малку подесно. Малку полево. Тука. Перфект. Ѓоркен, врати го ова. А ти каде најде пијано на островот? Како каде? Од интернет. Имаш еден човек што продаваше дискотопка, само да ја видиш. Мислам на дискотопката, тајното лице на островот. Во меѓувреме јас дадов пари и двајцата ќе ми платите, во ред? Не, момент. Не смеете да си одите. Каде одите? Земете го ова и одете. Не смеете да одите, Ѓоркен. Така ли се договоривме со тебе? Не смееш да трошиш пари како ќе ти текне. Ти кажав дека и јас не знаев. Нели сега концептот е многу убав? Нема човек што знае да свири пијано, а ми имаме пијано, и тоа големо. Не навредувајте се меѓу себе. Муштериите кога ќе влезат на рецепција, прво ќе го видат. А потоа ќе дува романтичен ветер, ќе се стемни. Еден пар ќе се симне на рецепцијата. Темно е. Нема никој, тивко е. Што е ова? Тоа пијано ли е? И тоа бело. Момчето нежно ќе почне да свири, а потоа ќе ги допре прстите на девојката. И полека ќе ја повлече кон себе. И потоа ќе се бакнуваат. Страстно ќе се бакнуваат. Јас одам на кровот. Пијаното да го нема од овде, да не го гледам веќе. Појраз, не ми наредувај. Хазиран, без пијано, мојот концепт е нецелосен. Ти оди плачејки, напиши го тоа на дневникот. Во ред, немам намера да се борам за пијаното. Ајде, Бириджик. За неколку минути сум таму. Чекај.
Кој е? Хакан ли е? Буквално си игра со мене. Рече дека синоќа се му кажал на Појрас, ама не му кажал. Добро, што мисли дека ќе добие ако така те вознемири? Не ми е јасно. Поради него синоќа око не склопив. Згора на секога утро во Појрас дојде наврата, од памет се извадив. Мислев дека во лице ќе ми каже дека сум лош човек и дека страшно многу ме мрази и такви... И порано се караше со твоите колеги, никогаш не се потресе толку. Појрас е друг. Како друг? Кога велам друг, нашиот однос со него е поинаков. Значи односот во работата, нели постојано сме еден до друг, ете затоа. Нема пак да кажам, се сретнавме, дознав дека тука сите се среќавале многу често. За жал, да. Идил, на која страна е цвеќарата? Горната улица од плоштадот. Благодарам. Треба да купам еден камион цветиња за веридбата, ајде. Добре дојдовте, госпогице Идил. Добро ве најдов, Душо. Пакувај ги сите цвеќиња. Да најдам возило и ќе дојдам понивор. Не ве разбрав. Душо, освен касата и посттерминалот, се останато купувам. Ги зидов сите цвеќиња во ред. Освен ова. Може би ќе дојде некој да го купи. Добро. А не е наштиман, ти си помек. Тоа е антиромантично. Злобниот дух е таму. Ти чекај ме овде. Значи, вие сте биле другари со Појрас од детство. Да, имаме спомени на секој агол од островов. И ти сите ги изневери за да добиеш награда од господин Тојгун. Убаво покачување. Ти за пари го продаде другар ти, како можеш уште да го гледаш во лице? А ти како можеш Појрас да го гледаш во лице, кажи? Тајно влезе во неговата фабрика, ги фотографираше билансите, ги испрати во банката Јас таму. не ги испратив и не знаев дека ќе ги испратите. Ама помогна во тоа, Хазиран. Јас тоа го направив за награда, а ти за унапредување во Токио. Каква разлика има Јас меѓу тогаш нас? не го познавав Појрас во ред, да го познавав никогаш, ама никогаш. Јас ќе ја надоместам штетата што му ја нанесов на Појрас. Со претворање на таа рушевина во хотел ли? Ви посакувам среќа, душо моја. Не ми требаат твоите желби за среќа, Хакан. Јас уште некое време ќе бидам овде, да видам како оди со хотелот. Ако нешто ја кочи работата на господин Тојгун, јас ќе интервенирам. Ке интервенираш. Всушност нема потреба ништо да правам, само треба да ја кажам твојата тајна на Појрас и хотелот ќе ти се сруши врз глава. Не смееш да му кажеш. А зошто тоа? Бидејќи ако му кажеш, ке се открие и твојата тајна. Јас немам од што да се плашам. Јас мислам дека има. Ме испрати мене за да најдам нерегуларности во фабриката, бидејќи не сакаше да дојдеш ти за да не го расипеш твојот однос со Појрас. Ако се открие твоето дело, не само Појрас, туку никој од островот не ке можеш да го гледаш во лице. Тоа е твојот страв. Тогаш може ли вака да направиме? Ти не ја кажувај мојата тајна и јас нема да ја кажувам твојата. Како и да е, на крајот од летото господин Тојгун ќе биде победник, а ти ќе губиш нерви со тој хотел таму. Ке видиме. Ако ми ја кочиш работата за наградата, ќе те прегазам. Во ред ли? Те наблюдувам. Прави се што сакаш, Можеш некој утро да се разбудиш со бесното лице на Појрас, Хазиран. Биди спремна. Добра си? Тој никому нема да каже. Од каде знаеш? Зошто ако каже и тој ќе изгуби. Ама нема да дозволам до бескрај да го лаже Појрас. Пред да заминам од овде лично, јас се ќе му кажам на Појрас. И јас бев како него, нели, Бириджик?
Значи како Хакан. Човек не е свесен што прави додека живее во град. Фокусиран само на своите Ти цели. не си човек како Хакан? Ти си многу добар човек, на вистина. Како и да е, нема сега да мислам на тоа. Ние да го спасиме земјиштето на Појрас, куќата на татко ми, после ќе видиме што понатаму. Денес ни доаѓаат првите гости, ајде. Господин Тојгон, јас морам уште некое време да останам овде. Има некои луѓе кои можат да му пречат на нашиот проект. Треба да бидам блиску до нив. Да. Ке се видиме. Хакан, добре дојде, синко. Добро ве најдов, тетка Селма. Како е? Продолжи со шиење? Секако, синко, вие одите, доаѓате, се менувате, а на островот се е исто. Ама и тука гледам има промени. Еве Појрас станал менаџер. А да, со внука ми ќе работа таму. Хазиран е твоја внука ли? Внука ми е, се запознавте? Да. Одлично. Слушај, да ти кажам, дојди некој ден да ти правам сарми, ти ги сакаш. И мајка ти убаво ги прави, Твоите се ама... многу поразлични, тетка Селма. Секако ќе дојдам, зошто да не? И Хазиран нека дојде заедно, ќе си поседиме малку. Ќе поседиме, синко. Хајде се гледаме. Многу да ја Ќе поздравиш се видиме, мајка ти. тетка Селма. И ова е патот кој води до вашата вереничка церемонија. Ама ова замислете го вака. Тука ќе има осветлување, а покрај патот ќе има дрвени патокази. Замислете го така во ред, одлично, нели? Супер ќе биде. Нели нема да биде многу рустикално? Срам да ти е, зарем би ти направила такво нешто? Љубов, го осеќаш ли мирисот на земјата? Вдиши го мирисот, вдиши. Го осетив, Адар, ама ме фаќа паника. Само ако заверне малку, ќе се претвори во мочуриште. Душо моја, ти немој да паничиш во ред. Јас контролирав се. Метеоролозите велат дека ќе биде вака сончево во наредните 15 дена во ред. Ајде дојди. Дојди и види. И како е? А ова е местото каде што ќе биде вашата вереничка церемонија. Многу е убаво, нели? И онака се за тебе е многу убаво, се е прекрасно, се е совршено, Адар. Погледни ја земја, ова не треба. Може и без трева, бе, душо, ќе се среди, може да се среди, нели ќе се среди, Секако, нели е така, Појрас? А дрвијата се многу неуредни, луѓето ќе бидат разделени. Ова е природна градина, може би затоа е така. А? Нели во природата дрвјата не растат во истрет? Ете гледаш токму така, одлично, ете природа, ова е природа. Да, вистина многу ви завидувам. Да завршиме со кариерата, а ние веднаш ќе се вселиме овде, нели, љубов Ти моја? ќе се вселиш, ама пред да дојдеш ќе поднесеш молба за развод, па ќе се Ело, вселиш. мила, купете си викендичка овде. Летно време овде, зимно пак во Истанбул, одлично би било, а? Да, многу логично. Душички, ја ги разгледали букетите што ти Како ги може пратив? да не ги разгледам? За кратко ќе ги средам сите букети, не грижи се за тоа. Супер. Сакам цвеќе на сите страни. Ете на оваа страна и овде. Види каква гледка, бе, љубов. Ајде кажи. А што да кажам? Ајде кажи. Нели на прв поглед ја замрази Ейлул? Да кажеме, го жалам детето. Ти не знаеш, Адар, како трчаше по Ейлул? Што? Ете сега уште повеќе го жалам. Ейлул, мила, Ѓоркем нека ви ги покаже деталите на концептот, а јас да ги средам цветињата и доаѓам. Ајде се гледаме, бај! Чао. Гледаш, нели, черко? Овој дел вака ќе го свиткаш. Нехир? Хазиран? Тето, многу се брзам. Застани, черко, застани. Не викај дека брзаш. Ќе ти кажам нешто за 2 минути. Сега ти ќе отвориш нова фирма, ќе имаш мали трошоци од сите страни. Јас имам една мала заштеда, ако случајно ти треба нешто. Благодарам, тето, нема потреба. Знам, ти сигурно се си испланирала, ама јас не сум туѓинка. На крајот на краиштата тетка сум ти. Ако ти треба нешто кажи, не срами се. Во ред, тето, ама на вистина нема потреба, се ке средам, благодарам. Добро. Ајде. Доаѓам и јас да Хазиран. Што рече мајка ми? Ништо. Мислев почесто ќе се гледаме штом си на островот, ама ни лицето не ти го гледам. Да заврши оваа организација, после ќе ми биде полесно. Нехир, ти дали го познаваш Хакан? Тој што работи во Истанбул? Аха. Зошто прашуваш? Ете, каков човек е? Како го знаат на островот? Добар е.
Ми даде доволно информации, Нехир, благодарам многу. А што те интересира? Ете обичен човек. Бил другар на Појрас. Да, татко му починал кога тој бил многу мал, мајка му немала многу финансии. Ама бато Хакан кога почнал да работи, ситуацијата им се подобрила. Појрас го вработил него. Значи другарот што го спомна мајсторот бил Хакан. Голема штета. Ти сега многу пари ли ќе заработиш од таа церемонија? Ете малку. Се надевам, хотелот ќе им се допадне на гостите и ќе дојдат на одмор. Треба да ги наполниме сите соби, инаку тешко нас. Те разбирам. Ете, тераме некако. Денес беа да го видат дворот. Сигурно им се допадна. На момчето му се допадна. А девојката направи проблем, нели? Рече дрвијата не се на иста линија. Се шегуваш. Што е тоа, бе? Таа е навикната да управува со се, да обликува се. Мисли и дека природата ќе ја слуша. А, што ми има толку различни мислења, значи многу се заљубени. Инаку не би се венчале. Изгледа е така. И онака ќе најдеш некоја што никако не е како тебе, па ќе се затрескаш во неа, потоа та ќе те тресне и готово. Тоа се познати приказни. Си одам јас. Ајде ќе се чуеме. Здраво, нека ви е солесно. Сакав да нарачам цвеќе за една церемонија, ама ќе биде во многу голема бројка. Ова го има. Кактусот е убав, многу сакам кактус, ама не денес. А каде ви се другите цветиња? Ако во близина имате стакленик, можеме да избереме. Нехир душот и не мора да доаѓаш. Не, ќе дојдам и јас. Сите цвеќиња од цела продавница се веќе продадени. Како продадени? Дојде господица Идил, ги купи сите цвеќиња. Пријатно. Како тоа? Нема ли друга цвеќарница на островот? Тогаш јас каде ќе најдам цвеќе, Нехир? Не, бато Садик. Те молам немој да станеш и цвеќар. Ќе ги откорнам сите цвеќиња од саксиите на мајка ми, дури ќе ги наберам сите цвеќиња од нивите. Вие само кажете ми колку нудите. Слушај, Ваму. Дали има работа која не ја работиш? Ти тоа кажи ми. Уште не е измислена. Ако чуе Ейлул, мене ќе ме закачи како цвеќе на тоа дрво, мене. Ајде те молам, ајде те молам. Ајде, најди креативно решение, спаси ме, те молам, Да ајде. исечеме цвеќиња од шарени картони. Може, какви шарени картони? А пој ме гледа, Господе Боже. Градинка ли ова да не правиме представа? Идил го погодила денот да ги земе сите. Девојката со иста коса. Ти од кај ја знаеш? Па нек ни дојде во хотелот. Барем да ми кажеше кога ја прашав за цвеќарница, нели? Ја праша за цвеќарницата? И отишла и ги собрала сите цвеќиња, така ти удри контранапад. А ти како стигна до тој заклучок, а? Како стигнав? Таму била како вереничка на Појрас. Ти дојде и го бакна детето, постои одмазда на овој свет, да знаеш, Хазирам. Чекај малку. Каде слушна за случајот со бакнувањето? Нормално бе. Бириджик ти кажа, нели? Да, таа ми кажа. А тетка ти да е жива и здрава го комплетираше со детали, не и се, тоа е друга тема. Таа Идил, како да го заборави тоа? Изгледа нема да заборави. Да сум јас, нема да заборавам. Вака ќе се реванширам. Каде е Појрас? Отиде да ја провери господја Алија. Добро. И што ќе правиш сега? Не знам и Појрас нека мисли малку. Како си, Зорба? Денес е многу жешко, нели? А? Зарем твојот неподнослив газда не те однесе на прошетка? Имаме голем проблем. Дојди внатре, ајде, кај баба ми сум. Биди тивка.
Секој ден редовно ги запишуваме температурата и крвниот притисок. Со Идил. Со Идил, да. Момент, брзо ќе заврши. Не, можеме и пред баба ти да зборуваме. Нема да ја пречиме. Дури јас да сум на нејзино место би сакала да слушнам како се одвива животот покрај мене. Ајде кажувај. Како се одвива животот? Нема цвеќе во цвеќарницата. Не се плаши, овој пат не понудив мито и да понудев немаше да ни биде од корист. Идил собрала што имало во продавницата. Денес, кога одев натаму, ја сретнав попат и ја прашав за патот до таму, значи знаеше дека ќе одам таму. Што сакаш да кажеш, не те разбирам. Според тебе не е ли тоа малку чудно? Не е чудно според мене, сосема случајно. Како може Идил да знае кога и колку цвеќиња ти требаат? Значи случајност. И јас сакам да верувам дека е случајност, ама Ѓоркем рече дека... Навистина не ме интересира што рекол Ѓоркем. Освен тоа не ми е јасно зашто Идил сака да ти наштети. Не знам. Чекај малку. Здраво, Идил. Здраво, Појрас. Да ти кажам нешто. Сега ние во хотелот организираме прием. Ни треба цвеќе за декорација. Денес Хазиран била во цвеќарницата, ама... Денес ти била? Јас утрово бев во цвеќарницата, собрав се што имаше во... Да, изгледа така било. Ете, гледаш, колку лоша случајност. Нели не имаме отворање на библиотеката, затоа ги купив цвеќињата. Реков, нека стоја дома. Ама знаеш што да правиме? Најдобро би било Хазиран да дојде и да ги земе цвеќињата од мене. Сериозна си? Секако, сериозна сум. Моето отворање ќе помене малку мртво, ама поважен е хотелот. Идил, благодарам многу. Навистина ти благодарам. Нема на што, не е проблем. Внук ти е многу тврдоглав. Може би не е таков пред тебе. Например, јас бев најсладкото дете пред баба ми. Многу се плашев да не ја налутам и да не ја растажам. И онака, што и да правев, не ми се лутеше. Ти го познаваш подобро од мене. Еден ден кога ќе се разбудиш, ќе ми раскажеш се за него. Рацете и беа многу суви, па реков да ги намачкам со крема. Нели не е никаков проблем, а? Се надевам дека не е. Имам уште една ваква крема, оваа нека биде за тетка Алија. Благодарам. Јас сега зборував со Идил. За отварањето на библиотеката ги купиле сите цвеќиња. Рече не знаев дека на Хазира ни требаат за денес. Рече ако сака нека дојде да ги земе од мене. Навистина ли? Навистина. Значи од сега треба два пати да размислиш пред да ги обвинуваш луѓето. Ѓорке ме отру. Инаку јас не би сакала да обвинам никого. Во ред, тогаш јас да одам по цвеќињата. Добро, тогаш се гледаме во хотелот. Во ред. Пријатно, тетка Алија, се гледаме. Идил, ти си ангел без крилја. Зошто зборуваш како да си изненадена? Ете, што знам. Мислев дека ги спакува сите цвеќиња од островот за да биде во неволја таа градска девојка. А ти сите и ги подари. Ти си многу различна. Да. Уште се пожалила од мене. Сака да го расипе нашиот однос со Појрас, да ме посрамоти пред него. Уште многу ќе чекаш за тоа. Јас сум глупава, ти поверував. А сега нека ги земе цвеќињата и Аир нека види. Со љубов од Идил.
Одам да пливам да хазирам, дојде и ти. Не, јас немам време ниту да дишам. На која улица беше куќата на Идила? На оваа улица, но одиш да се пресметаш со неа? Бога ми, јас никогаш не сум ја видела како се кара. Многу сум возбудена. Нема да се караме во ред. Девојката љубезно рекла нека дојде да ги земе цветињата. Тоа не би го кажала таа змија. Сигурно има нешто друго за тоа. Слушај ваму, Ѓорке од една ти од друга страна ме провоцирате. Идила е добра девојка, во ред, љубезна и нежна, ете толку. Ајде се гледаме, батотарик, ти Дај благодарам. ми го тоа барем, ма. Да не сум прекршена, можам сама да носам оди? Малата господица сино ќе дојде во локалот. А која е таа мала господица? Бириджик. Не и се спиело и сакала нешто да пие. Затоа ли дојде со мене на пристаништето? Јас имам работа, оди раскажи на Да поразговараме Турказиме. 2-3 минути, ма Мелиса, и ти стана како појраз. Бога ми, само тој е човек наместо на овој остров. Слушај, синоќ ја реков затвараме и ја одбив, а утрово ја закопав. Сигурно веќе ќе се откаже од мене. Нема да умреш ако едно лето ти помине без љубов, бе. А, сега и таа нека трча по мене и ќе се забавуваме. Јас не се забавувам, Алпер. Види, не е нешто што треба да се свати толку сериозно. Кога ми кажа појраз, многу се растажи, верувај ми. Навистина да знаев дека тебе ти треба. Немаше ниту еден цвет да земам. Ете судбина. На двете ни требале на ист ден. Да, значи ти кога ми рече барам цветјарница, што знам, мислев дека ќе купиш кактус, инаку јас никогаш не би сакала некому да наштетам, особено не на некој гостин на нашиот остров. Знам, Идил, ти благодарам. Што да правиме? Нашето отворање на библиотека нека биде без цвеќе. Важно е вашата церемонија да биде совршена. Само нешто се случило. Не знам како да ти кажам. Што се случило? Подобро да ти покажам, може така? Дојди внатре, дојди. Цвеќињата веднаш почнаа да овенуваат, а кога ги купив беа свежи. Може би местото не им се погоди. Дали вакви ќе ти завршат работа, те молам кажи ми да, инаку навистина ќе умрам од тага. Што мириса вака? Нешто како средство за чистење? Да, пред малку го изчистија подот. Не можеш поинаку да се бориш против микробите. Мелиса, Здраво. да ти помогнам. Воопшто ли не ме познавате, бе, брате? Јас сама си го носам својот товар. Алпер посегна по кантата, ти посегна по корпата. Добро, не се нервирај. И немојте веќе да ме споредувате со тие прекршени девојки. Знаеш ли ти што направи Неџип? Не знам што направил Неџип. Тој измамник почнал да продава јајца од маркет како да се органски, ама мисли дека ќе ми излаже. Ми излажа ли? Нели овие имаа по 2 жолчки? Нели имаа 2 жолчки? Види, каде се? Фалсификување на јајца, голем скандал. Смешно е? Смешно ли е? Ќе видиш колку е смешно кога сите ќе му ги скршам на глава. А ти зошто си толку нервозна? Веќе ја нема таа Мелиса што слуша туги маки. Ми додеа да ги слушам вашите љубовни авантури без чувства. Љубовни авантури без чувства. Да кажеш за појраз, тој нема работа со љубов. Да кажеш за мене, мојата не беше без чувства, беше многу тажна, приказна. Останува само Алпер. Него ли ти додаа да го слушаш? Зошто да го слушам него? Зборував генерално. Ја отвори летната сезона за љубов. Од каде да знам? Оди прашај го него. Ти уште си несреќна. Цвеќињата овенале. И тоа сите наеднаш. Ете, поради тоа го сакам градот. Сега да бев во Истанбул, на која страна и да се свртев, ке имаше по една цвеќарница. Ако нема во едната, ке купев од другата. А ке нарачав од интернет. Градот никогаш не им штети на луѓето.
И островот никогаш не им штети на луѓето. Ете ми наштети. Дојди ке те однесам на едно место. Каде? Само дојди. Се растопив овде. Такси! Абе, нема ли такси овде? Дали ти треба превоз? Оди си од овде, ке те навредам, губи се, продолжи, ајде. Не, таксистот на островот денеска е слободен, но ти си знаеш. Застани, ајде, застани. Чекај, дојди вамо, дојди. Буцка стеден, дојди. Се колнам дека се што ме снајде е заради мизантропот на Хазиран. Перница, велиш? Перница, да. Тргнувај. Само држи се цврсто, ајде. Ме протресе. О, Господе Боже. На островов има зависници од такси, а ниту еден амбициозен дух не вели да го претворам моето возило во такси. Чекај да те прашам нешто. Може да е нешто друго освен возило? Само да не газам на земја и да има столче. Барем да можам да седнам, ако ме разбираш. Велите, значи дека... Вози, не зборувај, ајде.